Моја гостинка овде во студиото е Ана Фидановска, во својство на изработувач на накит од филигран, меѓутоа можам слободно да те најавам, Ана, и како човек кој што студирал архитектура, меѓутоа се интересира и за други уметности. Добре дојде во тебе, Нова. Добре најдов, драго ми е што сум тука. Како се поврзува архитектурата со филигранот? Со ова што го гледаме на оваа маса пред нас? Па, дизајнот е тука, значи како во склоп на архитектурата, ова е на некој начин мали конструкции се, изработките на накит. Така да едноставно се усмери во една подизајнерска гранка. Да. Нешто што ќе биде навистина твое. Се согласуваш ли со тоа кое што ние денеска го разговараме во текот на ова ново утро на Нова? Занаитите ја губат ли битката со развојот на технологијата и со брзото темпо на живот и модерното време? За жал, да. На некој начин во земја како Македонија, се надевам и во други земји, луѓето кои што се свесни за тоа, на некој начин се трудат да ги задржат и да ги заживеат повторно, можеби некои подзаборавени занаети. Така и со филигранот. Верувам дека ќе успееме да покажеме дека сепак не е се загубено. Тоа го потврдува ово што го гледаме на оваа маса пред нас. Што ти е најголем предизвик? Дали дизајнот или изработката? Знам дека дизајнот е оно што веројатно те исполнува како дипломиран архитект, меѓутоа од друга страна, каде е тука изработката? Знам дека еднаш кога разговаравме ми кажа дека тука го наоѓаш целиот мир. Јас те прашав дали можеби на моменти те нервира тоа цело, ти ми кажа ццкање и токмење на сите тие мали осмички кои што го сочинуваат филигранот, меѓутоа одговорот беше дека тука го наоѓаш мирот, така? Да, сепак предизвикот е изработката, затоа што идејата за дизајн е неограничена. Мислам, многу идеи се вртат низ глава, нели? Така да предизвик е изработката, сето тоа да се преточи во еден производ, што ќе биде убав, што ќе биде функционален, што ќе им се допадне на другите. Тука е предизвик. Како одеше процесот на учење? Од каде се роди прво љубовта? Како дозна за мајстор Аднан, кој што и веќе го поздравиме, бидејќи тој е веројатно најзаслужен за она што ти денеска го изработуваш? Така е, да. Па добро, од секогаш ме интересирал дизајнот. Затоа и се усмерив кон архитектурата, на некој начин беше и мал компромис сето тоа. Изработка на, значи дизајн на предмети, дизајн на накит од секогаш ме влечел. Кога дознав за оваа школа на мајстор Аднан Рамадани, веднаш се заинтересирав, веднаш значи се дојдов да го учам занаетот и еве сега веќе скоро 3 години како го работам ова. Работа која што потполно ме исполнува, затоа што креативната работа, кога нешто создаваме, тоа ни носи среќа и радост и ако можеме и од тоа да заработуваме, нели сите ние што сме креативци, би било одлично секако. Јас на гледачите само ќе им прочитам извадок од една изјава на мајсторот Аднан, инаку учителот во случајот на Ана, кој што во една прилика изјави дека распаѓањето на поранешна Југославија е оној момент кога филигранот почнал да изумира, а причините ги гледа во традиционалноста на изработката, односно во тоа дека сакаме да бидеме модерни по она што е премногу традиционално, се извинувам, може би ни делува премногу архаично на моменти или така некако. Меѓутоа, она што потоа следеше по оваа изјава, веројатно го побива тврдење. Филигранот сепак веројатно не е изумрен, бидејќи знам со сигурност дека Аднан има свои многу следбеници и ученици кои што сакаат да ги украдат тие тајни на филигранскиот занает од него. Така е, заинтересираност има голема, значи луѓе доаѓаат да научат од секакви возрасти, да не речам од 15 години па нагоре. Точно, едно време беше подзаборавен, би рекла не изумрен, него подзаборавен филигранот. Сега некако се враќа некој нов тренд. Сите ние се трудиме заедно на разни начини, значи новите филигранисти да го воведеме тој тренд повторно. Драго ми е што интересот се зголемува се повеќе и повеќе и меѓу младите. Да ја заменат една можеби бижутерија која што и не е толку вредна, да ја заменат со сепак еден природен метал, со уникатни парчиња накит, што се само за нив направени и по нивна желба.
Она што дава многу надеж во целата оваа приказна со филигранот и се занетите е тоа што ми откри пред ова интервју, пред да влеземе во ова студио, ми кажа дека работиш во истата работилница каде што ги откриваше тајните на филигранскиот занает и дека меѓу новата група на ученици има и странци кои што дошле во Македонија, истражувале, дошле во Македонија, едноставно решиле да се посветат на филигранот, меѓутоа и странци кои што живеат овде па се интересираат за филигранот. Има надеж, нели? Токму така, да. И тоа е одличен знак. Значи, се популаризира и Македонија на тој начин. Точно лани баш имавме од Швајцарија 2 жени кои што дојдоа специјално, значи за да учат занает. Има луѓе странци кои што живеат тука, значи си доаѓаат од разни земји и тоа е добро. Ми е драго што се популаризираат занаетите воопшто, значи што се оди во тој правец. Како оди продажбата? Се одлучуваат ли луѓето често да таа ефтина бижутерија која што споменавме дека има мала вредност, јас би рекла дека нема и никаква вредност, се заменува ли бижутеријата со нешто што ќе биде уникатно пред се? Го нагласувам зборот уникатно, бидејќи е нешто што е навистина својствено за она што е рачно направено во случајот со филигранот, тоа е веројатно најголемата предност. Ги подзабораваме ли бижутериите и се одлучуваме ли да избереме филигран, а од друга страна прашањето е нека биде и за финансискиот аспект. Филигранот е поскап, факт е тоа, меѓутоа можеме ли да се дозволиме и се одлучуваме ли да одвоиме средства за нешто вакво? Филигранот е во некоја рака поскап, но и не секогаш интересна работа, значи или не многу поскап. Так. Имаме бижутерија која што е скапа. Прашање е дали навистина толку вреди. Така. Тука сепак тука сепак се работи за еден природен метал. За жал ние не можеме некоја цена можеби пореална да оформиме за овој пазар, но добро, мора човек да се прилагодува на пазарот. Се надевам дека бижутеријата ќе заземе некое назадно место, така да се изразам, а да испливаат на површина природните метали. Така да оваа работа дозволува некаква финансиска добивка, значи доколку човек се фокусира на оваа работа, се посвети, бара трчање затоа што секој човек се уште сам за себе, значи се грижи да се изрекламира, да се промовира. Ние и се собираме заедно во работилницата каде што работиме, организираме и по некоја изложба. На секаков начин се трудиме да испопуларизираме се во согласност на тоа поголем интерес кај луѓето и секако подобар живот и за нечиите. Интересно е да им споменеме на гледачите дека ти си една млада дама која што одлучила да не заработува на друг начин, туку целосно да му се посвети на филигранот. Да. Предпоставувам дека си наоѓаш и убава атмосфера за работа, можеби си пушташ музика, ги комбинираш тие неколку уметности. Да. Од каде ја црпиш инспирацијата? Да, инспирацијата од секаде. Можам да кажам, љубовта ми е најголема инспирација, значи се опфатна љубовта. Таа одговара на се, оди под рака со се, нели? Така да, јас конкретно работам во работилницата, каде што освен што може да се учи занаетот, има можност и да се продолжи да се работи. А ние сме повеќе луѓе таму, има една убава атмосфера, точно, и со музика, со шали, со меѓусебна консултација, поттикнување, мотивирање. Значи, навистина се е тоа убаво и инспиративно. Сите ние имаме различен стил, иако сме од еден учител излезени, и на некој начин се инспирираме и меѓу себе, али пак секој си го задржува својот стил. Дали се живее од филигран? Се заработува ли доволно за да се живее од филигран? Тоа е прашањето кој што го одговорија и неколку други занаетчи кои што нашите дописници им го поставија истото ова прашање. Видоа веќе гледачите зборувавме за копаничарство, за коларство, за чевларство, за филц техника. Исто така луѓе кои што се одлучиле да му се посветат на нешто што е навистина убаво и креативно, па еве истото прашање ти го поставувам и тебе. Се заработува ли доволно за живот?
се заработува, дали е доволно е прашање на вистина. Затоа што таа заработка не можам да ја сврстам во константна заработка. Секој месец е различен, но сепак може некоја, како ете просечна да кажам, плата може би да се извади. Сега добро би било сето тоа да се популаризира и вон границите на Македонија. Овој пазар е сепак мал и веќе тука се циркулира, значи тие сме што сме, филигранисти, нели, и љубителите на филигран тука се движат околу нас. Убаво е да се излезе и надвор од границите на Македонија, значи на некаков начин да се отвори поширок пазар, да биде сето тоа подобро. Веројатно првата асоциација на сите нас кои што сме љубители на накитот или не мора да го сакате накитот, меѓутоа кога ќе се спомене филигран, првото нешто на кое што ни текнува е таа традиционална македонска филигранска пеперутка. Знам дека сите кои што работите или изучувате филигран, сите имате барем еднаш направено. Колку да се извежбате и да се пробате, нели? Меѓутоа, дали може би филигранот се избегнува на моменти или се избегнувал претходно заради тие застарени форми, заради застарениот дизајн, а сега во последно време се согласуваш ли дека може би се актуализира бидејќи вие успевате да правите, како што гледаме и овде на масата пред нас, најразлични дизајни кои што не делуваат архаично и застарено, туку делуваат модерно? Така. Па сметам дека човек треба да е во чекор со времето. Секогаш. Ова е дел од модата. Треба да се прати и модата, што е модерно. Така да и со другите занаети е така. Се е во склоп на некаква мода. Без оглед дали се предмети или е дел од облека. Сметам дека дел од заборавеноста веројатно бил тоа и едноставно модернизацијата на животот си наложил нели свое. Но битно е да човек се потруди, значи да ги заживее работите на еден малку поинаков начин во склоп на времето и што се носи со себе. Во една друга прилика кога разговарав со мајсторот Аднан, со твојот учител, ми кажа дека не бива македонска, го цитирам, не бива македонска жена без филигран и без охридски бисер. Се согласуваш? Да, се согласувам, точно. Така. Веројатно тоа е она што треба да стане препознатливо. Морам да прашам, дали може би мајсторите и учителите на моменти сакаат нешто да остане тајна, да сокријат или буквално се несебични кога ви го пренесуваат своето знаење и своите техники? Па можно е нешто да останало како тајна. Се шегувам. Во случајот мајстор Аднан Рамадани би го пофалила бидејќи навистина е отворен за давање на знаење и било што да го прашаме. Сега ова е неисцрпен извор, значи човек е добро да експериментира, да истражува нова техника или нови жици, нов начин на спојување на сето тоа. Така да обично и тој кажува дека и од нас се инспирира или можеби нешто ќе научи, да се изразам така, затоа што ќе открие нешто ново. Да, правилен збор. Неисцрпен изворот, секогаш да се проба нешто, така да иначе морам да го пофалам дека е многу отворен за давање на знаење. Да. Нешто што те прашав и пред ова интервју, сега ќе ти го поставам истото прашање пред нашите гледачи. Дали мажите носат филигран и бараат филигран? Не зборувам како подарок за своите сопруги, девојки, мајки, сестри, зборувам за дали купуваат нешто за себе. И што е тоа што машките може да го носат како накит изработен од филигран? Да, се повеќе почнуваат и машките и исто тоа лично мене ми е предизвик. Најчесто носат прстени и алки, но може да се случи да побараат и мали обетки или брошче или во вид на игла некаква. Значи веќе тие се покреативни што би носеле како накит и зашто да не? Од секогаш и мажите се кителе на некаков начин, дали со цртање на телото или со накит. Јас сум за тоа. Воопшто не е наменет накитот само за жените, сметам дека за секого е наменет. Така. Што е оно што најмногу се бара? Обетки, алки, ланчиња? Обетки, прстени, можеби најмногу привезоци за ланчиња, нели, брошеви, алки, предмети, сувенири. Доста изработуваме и филигран кој што е врамен како слика, значи како украс во домот, така. Опциите се навистина отворени.
Огромни. Филигранот нуди многу можности, многу е убав, жив и дава многу можности за разни дизајни и стилови. Да не ја забравиме уникатноста која што е негова главна Апсолутно. одлика и тоа нека биде поттик за гледачите да почнат да размислуваат на тема филигран и малку да позаборават таа ефтина бижутерија која што на моменти, како што пишуваат медиумите, може да биде и штетна за нашето здравје поради составот. Точно. Навистина ти благодарам за овој разговор. Да се видиме во наредна прилика. Се надевам, се најубаво. Почитувани гледачи, не се делете, останете на програмата на ТВ Нова, бидејќи ние тука не завршуваме. Имаме уште многу програма за вас.